Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, почитовни пријатели, се јавуваме од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Еве денеска ја започнуваме нашата програма со мисла на денот. Бог што не се менува во свет што се менува. Светот околу нас постојано се менува. Вчерашните сигурности денес веќе не постојат, а она што не изгледало стабилно, брзо се руши. Но среде сите промени, Библијата или Светото писмо ни открива дека Бог кој останува ист е верен, стабилен и непроменлив. Во него постои извор од кој надежта извира не затоа што светот е добар, туку затоа што Бог е добар. Тој е темелот што не се ниша, за солниште што не паѓа и раката која не се повлекува кога животот станува тежок. Еве го денешниот текст кој треба да не води, го наоѓаме во Евреите 13 глава 8 стих. Исус Христос е ист вчера, денес и довека. Ова непроменлива природа Божја е причина верникот да живее со мир и сигурност. Значи, Божјата природа е непроменлива, почитувани пријатели. Знаејќи дека оној што го водил во минатото, ќе го води и утре. Ако сме имале искуство дека Бог не водил во минатото, тој ќе не води и во иднина, како што вели самото Свето писмо. Исус Христос е истиот вчера, денес и утре. Нека со таа надеж и со таа вера зачекориме и во овој ден кој Господ ни го поклонува. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Патник сум јас во земја сознат, на скитање се ближи крај, каде што нема смрт ниту болка, брзам кон тој прекрасен град. Тој сјаен дом, кај Бог ме чека, улиците од злато се и оставам јас моите болки, да видам дом и татко мој. Додека сум во светот мрачен, животот мој маки е пол, затоа сега со кого
me čeka, da dojde sjaj toj ljubav dom. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostavam ja svoj te pogled, da vidam dom i tatko moj, da vidam dom i tatko moj. Парабола за свадбата на царевиот син. Данокот ќесарски. Воскресението. Најголемата заповед. Христос како Давидов син и Господ. Глава 22. И одговарајќи, Исус пак им говореше во параболи и рече: Царството небесно прилега на човек цар, кој направи свадба на сина си. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба, а тие неќеа да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење. Јунците мои и се што е угоено се заклани, и се е готово. Дојдете на свадба. Но тие не сакаа да знаат за тоа, а си отидоа, кој на нива, кој по трговија. А некои пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Штом чу за тоа, царот се налути, испрати своја војска и ги погуби убијците и им го изгоре нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по раскрсниците и колку души ќе најдете, поканете ги на свадба. И како излегоа слугите на раскрсниците, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе пак царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбени алиштар. Па му рече: пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкење со заби, зашто мнозина се повикани, а малцина избрани. Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат во некој спор. И ги испраќаа при него своите ученици заедно со некои родовци, говорејќи: Учителе, знаеме дека си правичен и навистина ги учиш луѓето на патот Божји и не се боиш ни од кого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа кажи ни како ти се чини, треба ли да се дава данок на царот или не? Но Исус го разбра лукавството нивно и рече: Што ме искушувате, лицемери? Покажете ми една даночна пара. Тие му донесоа 1 динари и им рече: Чиј е овој лик и надпис? Тие одговорија: на царот. Тогаш им рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И штом го чуја тоа, тие се зачудија и оставајќи го си отидоа. Во истиот ден пристапија кон него и садукеите кои велат дека нема воскресение и го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсе рече ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го воздигне потомството на брата си. При нас беа 7 браќа. Првиот се ожени и умре, па бидејќи немаше пород, и ја остави жената своја на брата си. Исто така направи и вториот, и третиот, дури и 7. А по сите нив умре и жената. При воскресението на кого од 7 ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела?
Исус им одговори: Се лажете, оти не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Зашто при воскресението луѓето ниту се женат, ниту ќе се мажат, а ќе живеат како ангели Божји на небесата. А за воскресението на мртвите не сте ли читале што ви рекол Бог кој вели: Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука. А фарисеите, кога чуја дека ги посрами садокеите, се здружија со нив. И еден од нив, законик, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепат целиот закон и пророците. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече: Што мислите за Христа? Чиј е син? Му одговорија: Давидов. Им рече: Како тогаш Давид, надахнат од духот, го нарече Господ велејки: Му рече Господ на мојот Господ: Седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш да му е он син? И никој не можеше да му одговори ниту збор. И од тој ден никој веќе не се осмели да го праша. Predivan Bog, slavit ću Gospoda svog. On daje mi radost i nebeski mir. Aleluja. Predivan Bog, slavit ću Gospoda svog. On daje mi radost i nebeski mir. Можност за нов живот. Кога учесниците на курсот ни пишуваат писма слично на ова, работниот ден ни се претвара во празник.
Постигнавте многу со луѓе кои одамна ги отпишав како губитници во кои не може да се има доверба, а за жал ни јас не сум многу подобар, пишува во едно писмо. Писмо слично на ова, што го испрати еден од учесниците на дописната библиска школа, може да ни го разубуват денот. Еден дел од писмото вака гласи: Вие им помагавте на луѓето кои ги отпишав како губитници, вклучувајќи се и себе. На еден пријател му помогнавте да се ослободи од наркоманската зависност, на мојата пријателка и помогнавте да излезе од бесмислието на својот живот, иако беше атеист и се гордееше со тоа. Иако јас не бев атеист, не знаев како да му се приближам на Бога и никогаш не помислив дека тоа треба да го правам преку Исуса Христа. После средбата со него, никогаш во животот не сум бил толку среќен. Ви благодарам. Овие млади луѓе го нашле единствениот пат до втората животна шанса преку Исуса Христа. Тие дошле до најважното животно откритие дека е страшно да се биде изгубен, но дека искуството на спасение е извонредно доживување. Дали постои излез за оној кој е фатен во стапица на гревот? Зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја која го спасува секого што верува, прво јудеец, а потоа и Елин, Римјаните 1.16. Евангелието е сила за спасение на секој грешник кој со своето срце ќе поверува во Исус и ќе го прими во својот живот. Младите луѓе спомнати во наведеното писмо го прифатиле Христа, му поверувале и му станале верни. Божјата сила која постои во Евангелието ќе го променила нивниот живот и тие сега сигурно напредуваат во пријателството со Исуса, кое навистина е непрекинато се продлабочува. Прво, што значи да се биде изгубен? Како што постојат два вида на живот, духовен и телесен, така постојат и два вида на смрт, духовна и телесна. Во согласно со ова сознание, човекот може во телесен поглед да биде жив, да оди наоколу, да ги извршува сите своји работи и да ужива во животот, а во исто време да биде мртов, духовно мртов. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега дејствува во синовите на неверието. Ефесјаните 2:1 и 2. Сатаната духовно мртвите ги води во пропаст, во спиралата на гревот и непослушноста. Меѓутоа, возвишената евангелска вистина гласи: Бог го љуби грешникот кој е на патот на пропаста. Тој го сака, иако е оттуген од него, мртов во гревот и му нуди целосно и бесплатно ослободување од неиздржливата положба во која се наоѓа. Но Бог кој е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос и не воскресна со него и не постави на небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус, зашто по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас, туку дар Божи, не е од дела, за да не се пофали некој. Ефесјаните 2 глава. Бог не сакал уште кога не смеа заслужил неговата љубов. Тој со својата милост духовно не уживува и преку Христа создава нов живот во нас. Ние себе си не можеме да се помириме, да се промениме, но Бог може. Тој ни дава уште една можност да живееме живот во полнота. Второ, од што треба да бидеме спасени? За подобро да разбереме зошто Христос ни нуди спасение, важно е да знаеме од што се мора да бидеме ослободени и спасени. Мора да бидеме спасени најпрвин од гревот. Колку луѓе сгрешиле? Еве што вели Библијата, зашто нема разлика, сите сгрешија и лишени се од славата Божја, Римјаните 3:23. Според тоа, сите знаеме дека ние живееме живот каков што би требало да живееме. Не живееме таков живот, секако. Родителите под стрес често прават големи грешки и длабоко ги навредуваат детските чувства. Возачот се лути на друг возач и предизвикува несреќа. Студентот станува љубоморен спрема својот колега и почнува да озборува. Деловниот човек заборава да го пријави приходот
при пополнувањето на деношната пријава, зашто сите сгрешија, вели писмото, и тоа е состојба на човечкиот род. Кога Библијата го дефинира поимот грев, еве што вели: секоја неправда е грев. Ние мораме да бидеме ослободени од сите нездрави обичаи, навики и зависности, лажење, гнев, огорченост, алчност. Библијата ја одредува неправдата како кршење на Божиот морален закон, кој е резимиран во 10 заповеди, кои можеме да ги прочитаме во 2 Мојсеева 20 глава. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие, вели апостол Јован. Затоа мора да бидеме спасени од гревот. Гревот е кршење на Божите заповеди. Второ, треба да бидеме спасени од прекинатата врска со Бога. Ете, раката на Господ не се скусила, та да не може да спасува, и увото негово не отврднело, та да не може да слуша. Но беззаконијата ваши ве раздели од вашиот Бог, и гревовите ваши права да го сокрива лицето свое од вас. Исаја 59:1-2. Непростените гревови ја прекинуваат нашата врска со Бога, дародавецот на животот. Љубовта не може да постои без вера и доверба во Бога. Затоа Исус зборувал дека гревот е неверување во Него. Христос дошол да ја обнови довербата во Бога, довербата што ја разнишал сатаната. Трето, мора да бидеме спасени од вечната смрт, од последиците и од казната на гревот. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија. Римјаните 5:12. Во овој библиски стих се мисли на вечната смрт, смртта по која човекот не може да воскресне. Четврто, треба да бидеме ослободени од грешниот и несреќен живот. Животот на грешникот представува слепа улица од која нема излез, бидејќи гревот во човечкиот живот создава празнина, болка и трагична испразнетост. Пето, треба да бидеме спасени од светот, кој е оптоварен и едноставно подложен на грев. Треба да бидеме спасени од светот кој тоне во гревот и од неговите последици, бедата, болката, самотијата, војните, болестите, злото и смртта што ја носи гревот. И затоа се прашуваме кој може да не спаси. Исус може да не спаси од гревот. Еве што вели писмото: таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. Матеј 1:21. Некој хиндус му рекол на својот пријател христијанин: во хиндизмот наоѓа многу работи кои не постојат во христијанството, но во христијанството има нешто што не постои во хиндуизмот, а тоа е откупителот. Христијанството е единствената светска религија во која се појавува откупител. Исус може да ги воспостави нашите искинати врски со Бога. Една од сликите со кои Бог го опиша нашиот меѓусебен однос со Него е сликата, вака им пишувал на христијаните во Коринт, во Ефес. Еве што пишува Павле за нив: зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора, зашто ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како чиста девица. Додека во она време бевте без Христос, отстранити од општеството на Израел, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници во светот, но сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеко, станавте близко преку крвта Христова. Ефесјаните 2 глава 12 и 13. Човекот кој доаѓа кај Христа ја доживува истата радост што ја доживуваат младич и девојка при запознавањето и стапување во брак. Кој ќе му го предаде својот живот на Христа, тој почнува заедништво кое ќе трае цел живот. Исус е совршен пријател, почитувани. Тој овозможува нашите најдобри особини да станат видлив дел од нашето секојдневие. Преку Христовата крв нашите гревови се простени. Тој не прифаќа и ни ја дава својата сила, с која денес се издигнуваме над гревот, подарувајќи ни го својот совршен живот. За возврат, нашата љубов кон Него создава во нас желба и ние Него да го направиме среќен и да живееме правилно. Ние сме сигурни дека тој што секогаш е покрај нас за да не подигне, кога ќе подклекнеме.
Исус може да не спаси од вечната смрт, од казната за гревот. Еве што вели Библијата. Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е живот вечен во Исуса Христа, нашиот Господ. Римјаните 6:23. Затоа што сме го прекршиле законот, осудени сме на смрт. Вечната смрт е казна за нашите гревови, но Исус може да не спаси од вечната смрт и може да ни даде вечен живот. Како тој го прави тоа и зошто го прави? Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешници, вели Павле во Римјаните 5:8. Исус умрел за нас затоа што бескрајно не љуби. Прифаќајќи да умре наместо нас, тој секому му дал проштевање. Тој искусил целосната одвоеност од Бога, овозможувајќи ни да не и ние да ја искусиме. Бог сега може да не прифати како грешници, бидејќи Христос умрел за нас и ги презел сите последици од гревот. Понатаму Исус може да не ослободи од грешниот и несреќен живот. Бог не само што ни ги прости гревовите, туку тој не лекува и не обновува. Бог ветува дека ќе не спаси од сите гревови, а не со нашите гревови. Читаме од Библијата: и така кој во Христос, тој е ново создание, старото помина и ете се создаде се ново. Коринтијаните 2:5-17. Сами не можеме да се спасиме од гревовите, нито да ја промениме нашата природа, како што ни лавот не може да одлучи да стане јагне. Гревот е посилен од нашата волја, почитувани. Меѓутоа Христос може да направи, да ви даде по богатството на својата слава сила да се утврдите преку неговиот дух во внатрешниот човек. Ефесијаните 3:16. Тој прави се за нашите лоши навики и постапки да ги замени со здрави особини кои потекнуваат од неговата природа, зачината со љубов, мир и радост, љубезност и воздржаност, вели Павле во Галатјаните 5:22. Тогаш Христос почнува да живее во нас. За него нема безнадежен случај. Карлот Јус изгубил секаква надеж дека ќе се промени. Тој неколку пати очајнички се обидувал да престане да пие. Добро знаел дека поради неговите порази во борбата со чашката, жена му и двете ќерки цели 10 години да живеат во пекол. Едно студено утро влегол во кадата и ја вперил цевката од пиштолот во својата уста. Пред да го повлече орозот, помислил дека би било добро да му објасни на Бога зошто го прави тоа. Таа негова молитва се претворила во долг со липтежи и спрекинат повик за помош. Бог дошол на помош кај него. Карлот му го предал својот живот на Христа и добил духовна сила за да се спротистави на својата зависност. За секогаш престанал да пие и станал добар, внимателен сопруг и татко, а по извесно време успел да стигне и до високо место во општеството, сенатор во Соединетите Американски држави. Текс Ватсон сосем отапел од употребата на дрога и од разузданиот живот, што воопшто и не размислувал многу за какви било промени. Набрзо откако му се придружил на семејството на Чарлс Менсон, учествувал во убиството на Шерон Тейт, која го вџашило светот. Во затворот се однесувал исто како што се однесувал и надвор од затворските ѕидови, насилно и грубо, се додека не почнал да го чита Новиот Завет. Средбата со Исуса за текст била откритие. И тој вели: почнав да увидувам дека и за закоравените злосторници, како што сум јас, казната е платена. Почнав да ја запознавам силата на Божјата љубов, која победува смртта и разорувањето. Неговата сила која не лекува само теоретски. Таа не лекува само теоретски, туку вистински, а особено на мене. Они кои доаѓаат да го посетат текст во затворот се восхитени. Ладнокрвниот и настран убиец исчезнал. На неговото место сега постои добар, сочувствителен човек кој со другите затвореници ја проучува Библијата и им помага да го најдат мирот во Христа. Текст Вотсон ја открил најголемата сила на светот која менува и може се да создаде ново. Понатаму, Исус може да не спаси од грешниот свет. Следната лекција под наслов Откритија својата иднина ќе ни даде целосно објаснување за тоа како Исус не спасува од грешниот свет. Човекот станува свесен ако следи 3 едноставни чекори. Прв чекор е: молете се Исус да го победи гревот во вашиот живот.
Што можеме да преземеме за да се ослободиме од гревот, почитувани? Еве што вели Библијата. Покајте се пак и обратете се за да се очистите од гревовите ваши. Дела 3:19. Што го наведува човекот на обратување? Или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божјата добрина те води на покаяние. Римјаните 2:4. Сега се радуваме не заради тоа што се нажаливте, но дека се нажаливте за покаяние, зашто се нажаливте по Бога така за да не бидете оштетени од нас во што е да е. 2 Коринтијаните 7:9. Покаянието е жалење поради сторените гревови и напуштање на старите навики, постапки и ставови. Тоа не е тага предизвикана поради страф од казна, туку одговор на Божјата добрина која го навела Исуса да умре поради нашите гревови. Ние го отфрлеме гревот бидејќи тој го навредува Бога. Кој ги крие престапите своји нема да напредува, а кој се каи и ги остава ќе биде помилуван, вели Соломон во 28 глава 13 стих. Што уште треба да се стори грешникот кој се кае? Библијата вели, ако се грешникот врати од својот пат, оди по законот на животот и не врши ништо лошо, тогаш тој ќе живее, нема да умре. Вистинското покаяние не подразбира само оставање на гревот, туку и надоместување колку што е можно да се исправат нанесените штети и направените пропусти од минатиот начин на живот. Во што се состои тогаш Божјиот удел во напуштањето на грешниот живот? Еве што вели Библијата. Ако ги признаеме гревовите своји, тој е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. 1 Јованова 1:9. Бог со десницата своја го возвиси него, застапникот, зачетникот и спасителот, за да му даде покаяние и простување на гревовите на Израел. Дела 5:31. Способноста човекот да се покае Божји дар, само тој може да не потикне на вистинското покаяние. Ако одговориме позитивно, милостивиот Спасител ни ги простува гревовите, ги бриши, ги фрла во морските длабочини, или како што тој вели, не чисти од секој грев. Ниту еден грев не е толку страшен за Спасителот, кој умрел за нас на крстот, да не може да го прости гревот, да му пристапиме со доверба и да го побараме тоа од него. Нашите гревови направиле клиновите да ги пробијат Христовите раци и нози, и со тоа е сериозен факт. На мощен, реален начин ние сме придонеле во распнувањето на Исуса Христа. Секогаш треба да се сетиме дека Христос е Исус, кој поради неговата идна радост претрпе крст. Евреите 12:2. Тој доброволно ја платил највисоката цена за нашето целосно откупување. Христос сака да го прифатиме неговиот дар на проштевање и помирување повеќе отколку што можеме и да замислиме со нашиот човечки ум. Некој момче кој побегнало од дома, слушнало дека мајка му е на смртна постела. Ова вест го исполнила со длабоко чувство на вина. Брзајќи на кај дома, се втурнал во собата и се фрлил на креветот на мајка му. Давејќи се во солзи, побарал од неа да му прости. Таа го привлекла поблиску и тивко му рекла: "Сине, јас одамна би ти простила. Требаше само тоа да го побараш од мене." Почитувани, ако сте го напуштиле Бога или ако се уште не сте го запознале, биете сигурни дека вашиот небесен татко со копнеш очекува да се вратите дома. Тој својата љубов која проштава ја обзнанил на Голгота. Тој повеќе од се сака да ја прифатите неговата понуда за проштевање и милост. Тој ве сака. Тој умрел за вас. Тој секогаш е готов да ви прости. Одговорете на неговиот милостив повик и прифатите го покаянието. Признайте ги своите гревови. Верувајте дека Бог ви простува, бидејќи тој тоа навистина го прави. Не барајте ја сигурноста во своите чувства и не подпирајте се на нив. Верувајте во јасните Божји ветувања запишани во Библијата. Прифатете го новиот живот што го нуди Исус Христос. Не се сомневајте во тоа дека тој ви простил, ги презел вашите гревови, ве очистил и ви дарувал наполно нов и променет живот. А на сите што го примија, на сите што верува во неговото име, Библијата вели им даде мог да станат
чеда Божи, Јован 1.12. Кога ќе станете Божје дете, имате право да добиете нов живот од Исуса Христа. Како што веќе истакнавме, тоа никој не може да го постигне сам, со своја сила, тоа е дар од небесниот татко. Исус ни го дава во сигурно ветување со цел да острани секаква несигурност или сомневање. Ако ве мачи сомнеш, сетете се на човекот кој западнал во криза и побарал помош од Исуса, извикувајќи: "Верувам, Господи, помогни на моето неверие." Марко 9.24. Јакнете ја својата доверба, проучувајќи ги Божите ветувања. Многу е важно колку и како ја користиме нашата вера, како Бог ни дава нов живот. Еве што вели писмото: "Вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди одзгора, тој не може да го види Царството Божие." Јован 3.3. Според Исусовите зборови, грешникот кој се кае, кој ги признава своите гревови, се раѓа за нов живот. Ова промена може да се спореди со раѓањето на детето, а тоа чудо кое само Бог може да го направи. Какви внатрешни промени се случуваат во човекот кога Исус му дава нов живот? Еве што вели Библијата: "Ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам од вас, од вашето тело, каменото срце, и ќе ви дадам срце од месо." Езекија 36.26. Исус го менува нашето срце, нашите чувства и однесувањето. Тој живее во нас. Новиот живот не е само убава духовна замисла, тоа е многу повеќе од позитивен начин на размислување. Тоа е јасен, видлив чин. Новото раѓање е воскреснување од духовната смрт во сосема нов начин на живот. Животот на Харлот Хуз и Текс Вотсон се само два примера спомнати во ова лекција за да Исус како може на човекот да му даде нова прекрасна можност. Како можеме ние денеска да го приеме Христа во нашиот нов живот? Прво, со вера. Го прифаќаме Исуса Христа за Спасител. Второ, со воспоставување и зачнување на врската со Него. Преку молитва, проучување на Библијата, тоа се многу важни чекори. Трето, преку действувањето на Светиот Дух, Христос ги заменува нашите лоши навики со своите доблести. Живејте секој ден со Исуса. Христијанскиот живот бара секојдневна борба против себичноста и зацрстувањето на пријателството со нашиот Спасител Исус Христос. Ние напредуваме во новиот живот додека јакне нашиот живот и меѓусебен однос со Христа. Тоа значи дека со Него мораме да разговараме често и отворено. Бог ќе ни помогне да растеме духовно ако ја проучуваме Библијата, ако се молиме, ако размислуваме, ако се дружиме со останатите христијани и ги споделуваме своите искуства со другите. Понатаму да живееме во Христа не значи да бидеме необични луѓе кои ден и ноќе пеат побожни песни и никогаш не грешат. Всушност, што значи да се расте? Кога ќе подклекнеме и ќе сгрешиме, бараме проштевање од Исуса Христа и продолжуваме понатаму. Ние напредуваме брзо или побавно, но длабоко сме свесни дека Христос, кој живе во нашето срце, го следи секој наш чекор. Почитувани, Исус ни дава дар, духовен развој, кој се од клучно значење не уверува на дело да ја потврдува својата безусловна љубов кон нас и не потикнува да ја проучуваме неговата вдахновена реч. Кон животното задоволство, понатаму, Исус ни помага да тоа духовно задоволство да расте. Радоста на новиот живот понекогаш е слична на тој алкохоличар Харлот Хуз, кој примил многу признание за својата служба, но за него најмногу вредело она кое стигнало на бругот како се преобратил и му го предал својот живот на Христа. Харлот ја проучувал Библијата во својата соба кога почувствувал како некој го допира неговиот лакот. Се свртел и издогледал своите две мали керки како тивко стојат во своите ношници. И внимателно ги погледнал, толку се промениле, а тој тоа не го забележувал за време на својата борба со чашката. Потом помладата керка Карол му рекла: "Тато, дојдовме да те бакнеме и да ти посакаме добра ноќ." Неговите очи заблескале. Поминало толку време откако последен пат биле во неговата преградка. Во нивните прекрасни сини очи веќе немало страв. Таткото им се вратил дома. Исус Христос, почитувани, му дава можност на секој човек. Тој на очајните и на безнадежните случаи им нуди нов почеток.
Спасителот копне секој од нас да се врати дома. Дали ќе го прифатите Христовиот повик препон со љубов? Да се прими проштевање од Бога, то исто толку едноставно како кога ќе ги расширите рацете и ќе го прегрнете своето дете. Дојдовте ли вие до тоа прекрасно откритие? Откријте убавината на пријателството со Него и доживејте го вечното спасение. Ако се уште не сте му се доверили на Христа како на свој спасител, можете тоа да го сторите во овој момент, кажувајќи ја следнава молитва. Јас ќе ја прочитам. Оче, тажен сум поради мојот грешен живот. Ти благодарам што го испрати својот син на овој свет да умре наместо мене. Те молам, прости ми ги гревовите. Дојди во мојот живот и спаси ме. Дај ми нова животна можност, бидејќи сакам повторно да бидам роден. Сакам да воспоставам постојна врска со тебе. Ти благодарам што ќе го направиш ова чудо во мојот живот. Ти благодарам за се во Исусовото име. Мојот Спасител ме вика, мојот Спасител ме вика, мојот Спасител ме вика, земи крст свој, врви по мене. Тој ме води, јас го следам. Тој ме води, јас го следам. Тој ме води, јас го следам. И ќе одам вечно со него. Ќе го следам градината, ќе го следам градината, ќе го следам градината, јас ќе врвам вечно по него. Тој ме води, јас го следам. Тој ме води, јас го следам. Тој ме води, јас го следам. И ќе одам вечно со него.
При крајот сме на нашата денешна емисија, почитувани гледачи. Денеска би сакал да ви понудам бесплатно една интересна книга за млади, а секако и за вас повозрастните, а тоа е библиски четива. Интересна енциклопедија, бесплатно, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта. Нашиот дежурен телефон, веќе го гледате доле на екранот, 077 819 828. Интересна книга, полна се илустрации, може да биде ваша книга само ако не се јавите, а ние ќе ви испратиме по пошта. Доколку сакате Библијата да изучувате и по дописен пат, ви нудиме бесплатен курс онлайн bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима и ќе може да ја погледнете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Ми преостанува да ви се заблагодарам, почитувани гледачи, на вашето внимание, да ви посакам убав ден и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.